Добре дојдовте во уште еден подкаст од серијата подкасти Чекор напред со М6. Денеска ќе зборуваме за една многу интересна тема и многу важна за бизнисите и за компаниите. Имено менеджмент теоријата вели дека независно од големината на компанијата, секоја компанија мора да извршува три основни функции. Прво, да создава некој производ или услуга која ќе ја продава понатаму на пазарот, значи првата функција, оперативната функција. Второ е да продава тој производ или услуга на пазарот, и тоа е продажната функција, и третата функција е финансовата функција, односно да менаџира со паричните текови кои компанијата ги има, да плаќа фактури кон добавачите, да изготвува фактури и така натаму. Денешната тема всушност се однесува на функцијата која единствено носи приходи и преку која влегуваат паричните текови во компанијата, а тоа е продажбата. Вие може да имате многу добар производ, но доколку имате слаб продажен тим и слаба продажба, веројатно нема да направите многу на пазарот, и обратно може да имате еден просечен производ кој, ако имате добар продажен тим и добра маркетинг кампања, може да направите навистина значителни резултати на пазарот на кој работите. Денеска со нас е извршниот директор на Триглав животно осигурување, господја Христина Џамбазовска Анастасов. И денеска со неја ќе поразговараме токму за оваа втората функција, продажбата, и како да бидеме што поуспешни како компанија, па дури и како лица во делот на продажбата, бидејќи не се продаваат само производи и услуги. Во конкретниот случај ќе говориме за продажба на осигурувања, но можеби може да продавате и вашата експертско знање, вашата експертиза како поединец, така да продажбата е навистина дел од нашето секојдневие и свесно или несвесно ние секој ден нешто продаваме. Посакувам добри ден на Христина. Здраво, Филип, ви благодарам за поканата, чест ми е да сум денеска тука со вас. Еве да почнеме со тоа што по последниве 5 години сметате дека се променило бидејќи продажбата е многу динамичен. Има некои константи, но многу динамичен сегмент од работењето на компаниите, посебно во конкурентска средина како што имате и вие во осигурувањето. Што мислите дека последните 5 години е променето во начинот на кој се продаваат услугите, конкретно вие, каналите на продажба дали се променуваат, дали преференциите на клиентите се менуваат и како тоа успевате вие да го пратите како компанија? Па, би рекла, цело ова динамично време носи доста промени и посебно во делот на продажбата на услуги, она што го нудиме ние. Конкуренцијата е присутна, меѓутоа она што е значајно што и потребите на клиентите се менуваат, тргнало од тука, а со тоа се менува и продуктите кои што ги пласираме на пазарот. Секоја година се воведува нешто ново, се презема ноу-хау од нашите матични куќи кои се би рекла доста поразвиени во сегментот на осигурување, меѓутоа она што е карактеристично за нас и се прави проценка на потребите на македонските граѓани и често и ние сме носители на некои новитети со тоа што креираме продукти кои што ги нема матичната куќа, меѓутоа кои што сметаме дека се потребни за овој пазар. Од аспект на продажните канали има и таму доста промени во изминатите 5 години. Дигиталните решенија наметнаа еден нов тект, меѓутоа во делот на животно осигурување, ако се задржам, се уште остана приматот на можеби на развој на директната продажна, интерна продажна мрежа, затоа што продажбата на животно осигурување бара една емоционална поврзаност, еден различен тип на продажба. Не можете вие да седнете пред компјутер и да кликнете 3 пати да купите животно осигурување. Бара еден различен тип на продажба, меѓутоа сепак има и продукти кои што можат да се купуваат дигитално, односно побрзо, поефикасно, да не губите толку време, меѓутоа кога се одлучувате за нешто да купите долгорочно, следните 10, 15, 20 години, би сакале од другата страна да имате лице со кое што разговарате, со кое што можете да добиете директен одговор за бенефитите на продуктот, за она што вас ви треба и она што може да го понуди компанијата. И она што е позначајно во сегментот на селс, во последните 5 години значајно се разви банко осигурувањето. Тоа е еден нов канал на осигурување каде што банките во нивната палета на услуги нудат и осигурување и на живот и на неживот, би рекла. Меѓутоа во Македонија драстично е изразена продажбата на животно осигурување преку банките со цел да го заштитат семејството, односно нивниот клиент во случај на некој несреќен случај. Така да
имаше доста новитети, би рекла, во делот на животно осигурување од аспект на продажба во последните 5 години. Клучен зборов дека што би го употребил во делот на продажба, пред се во делот на продажба на услуги, е доверба градење, бидејќи всушност клиентите купуваат доверба, го купуваат вашиот бренд или било кој друг бренд, со тоа фактички искажуваат својата доверба кон компанијата. Како вие овие години успевате да одржите довербата на клиентите и дали сте имале некои поплаки од клиенти, како се справувате, бидејќи тоа е некој начин на градење доверба кога имате проблем, да им го решите во најбрз можен рок и во нивна корист? За да ги задржите клиентите, според мене клучна е транспарентност, уште на почетокот, во првите процеси на продажба, би рекла, затоа што напоменав веќе, купувате еден лист хартија во кој што треба да верувате следните 20-25 години. И треба да уплаќате. За да верувате, треба тој што ви продава да успее да му верувате или да имате доверба во него. Од друга страна, за да клиентите веруваат во нашиот продукт или во нашата компанија како бренд, потребно е да сме доследни, она што сме го ветиле да го исполниме. Најчесто кај нас се јавуваат кога имаат некој проблем, кога има некој случај кој што е немил настан, би рекла. И тука е битно да сте брзи, да излезете во пресрет на клиентот, односно или на неговата фамилија, со тоа што и во делот на исплата на штети има законски рокови, меѓутоа пробуваме ние како компанија тие законски рокови да ги сведеме на минимум, затоа што тоа се тешки моменти и тука се ствара таа, би рекла, релација со клиентите. Ако еднаш му излезете во пресрет, тој ќе остане лојален во вашата компанија. Со оглед дека имате над 100.000 клиенти, дури е 0,1% да има некој што е незадоволен, тоа се пак околу 100 клиенти. Како се справувате со тие, што не е малку ако гледате апсолутна бројка од 100 незадоволни клиенти годишно? Како најчесто се справувате и дали успевате да ги надминете тие незадоволства, да кажам, од клиентите и да ги вратите повторно да останат лојални во вашата компанија? Да, мал е процентот на незадоволни клиенти, го мериме задоволството секоја година, меѓутоа се јавува некогаш некој предизвик. Гледаме да бидеме, би рекла јас, честни према клиентот, да го повикаме на состанок за да може да ја осети целата таа енергија и целата наша посветеност према клиентите која имаме. Тие ни се клучни за развој на компанијата понатаму. Дури во разговор во тие, би рекла, непријатни ситуации, пробуваме да најдеме најдобро решение за него, иако тоа решение може би не секогаш е најдобро за компанијата. Сакаме клиентот која ќе замине од нашата компанија да биде задоволен и иако може би имал ситуација што била непријатна, да излезе задоволен затоа што тој што го примил, што поразговарал со него, успеал да го убеди дека таа одлука која што ја донеле во тој момент е најисправна за него. Се трудиме клиентите да ни се задоволни, многу работиме на тоа, многу работиме со целиот тим, не само со продажбата, затоа што целиот тим е одговорен за задоволството на клиентите и гледаме секоја година тоа задоволство да биде на повисоко ниво со воведување на новитети во делот на некои дигитални решенија, некои апликации кои што ќе ги убрзаат процесите, услугите, но и во делот на која е онаа потреба што оние имаат од аспект на продукти, од аспект на некои дополнителни осигурувања, би рекла, кои што се потребни за овој пазар за да можат да го купат она што нив најмногу им е потребно, а не она што е, би рекла, непрофитабилно за компанијата. Низ разговора што го имаме до сега, неколку збора многу ми се допадна, значи транспарентноста како многу битен елемент за развивање на доверба и исполнување на очекувањата на клиентите. Во делот на продажба на услугите, особено во вашиот сегмент, многу е важно она што се вели word of mouth, како клиентите зборат, бидејќи ние, па не само ние, веројатно целиот Балкан и пошироко, секогаш кога ќе прашаме за некоја услуга што сакаме да ја користиме, прашуваме од фамилија какви искуства имаат, кого би препорачале, така да според вас дали, пошто вие инвестирате доста во официјални above the line кампањи, дали според вас истото важи за осигурањето конкретно во Македонија, дека препораката од некого или она што се вели referrals е многу поважно од кампањите. Не велам дека не треба да има кампањи, но имате ли оценка кој канал, односно кој
од кој извор дознале за вас и поради што дошле да ви изберат вас како компанија? Па по мене клучна можеби е препораката во нашиот сегмент. Кога носите одлука долгорочна, сакате да слушнете друго мислење, сакате да прашате какво е нивното искуство и она што е позитивно е што животното осигурување веќе постои на овој пазар во Македонија повеќе од 20 години. Се случиле првите исплати на доживувања, има клиенти што се веќе задоволни и таа приказна веќе се шири, што е добро. Ние како бренд гледаме да сме доста застапени и во овој дел што го спомнавте маркетиншкиот, меѓутоа и во делот на препораки на клиенти. По мене поголем успех имаме кај делот на препорака по препорака од некои клиенти, него во делот на некоја маркетинг кампања, иако и тоа се битни, не може без двете, би рекла. Кога сме веќе кај маркетинг кампањите, да, не може без двете, веројатно со првата создавате свесност за присуството, другата е препораките, но како би ги поделиле, бидејќи тука често или луѓето мислат дека тоа е исто продажба и маркетинг, или дека се тоа различни работи, но која би била, генерално тие работат заедно со иста цел, но која би била некоја дистинкција што ви ја направиле, што едните прават, што работи продажбата, што маркетингот? Тоа е често прашање дали се заедно или се одделно. Ја би рекла дека можеби како сегменти се одделно, меѓутоа работат заедно. Работат на една стратегија заедно и едниот без другиот не можат. Маркетингот во принцип ја гради свесноста за брендот, ја развива онаа потреба на клиентите, а продажбата можеби ја затвора или директно комуницира со клиентот и пробува да го реализира она што им е цел, односно да ја затвори таа потреба. Во нашиот контекст доста работиме на тие и краткорочни и долгорочни маркетинг и сел стратегии и тимовите во принцип на почетокот секогаш имало која обврска ја има, меѓутоа кога ќе седнат заедно на еден работен состанок и заедно ја градат таа маркетинг сел стратегија, успехот е секогаш мислам дека неизвесен. Она што е битно, имало и маркетинг стратегии што не биле успешни и тоа е дел од оваа работа. Ние сме имали некои очекувања, некои показатели што сме ги прателе, што на крај не сме ги реализирале. Имале кампањи што имале кои не успеале да го продадат тој производ, да го наметнат како. Целта била на крај нереализирана или делумно реализирана, меѓутоа и тоа е успех кога и тоа ќе го осознаете и ќе се свртите према друга стратегија. И неуспехот во некој случај, ја викам дека е успех кога ќе видите дека одредена кампања не функционира и не ги носи резултатите кои што ги очекувате. Или одреден пристап што сте го имале, нешто што да кажеме функционира на запад, не може копи-пейст, или во Словенија, не може копи-пейст да се примени. И рековте вие на почеток дека за Македонија развивате дури и производи како пакет велам на услуги и пристап што можеби не е својствен за Словенија. И тоа веројатно ве прави да бидете успешни и да успевате да се одржите на пазарот. Бидејќи многу конкурентен, няколку што го следам пазарот на осигурување, тука сите се горе-доле изедначени по со 15, 20, 25% пазарен удел, ако не се лажам. Да. Она што е за нас карактеристично е што ние во моментот креираме продукти што ги нема матичната куќа, а со оглед дека дигитализација системи, сме поврзани на еден систем во Словенија, развојот мора да оди директно само за нас. И тоа е оној дел што е можеби потешкиот, затоа што цел еден тим во Словенија работи само за нас да развие продукти кои што нас во моментот ни се потребни. Дали е тоа за директна продажба, дали е тоа за банков каналот, дали е тоа за некои други соработници, развиваме нешто ново. Мене ми е исклучително драго што нашите продукти потоа се пренесуваат и во другите држави, дали е тоа Србија, Хрватска, Босна, Црна Гора, дури и Словенија. Сега имаме продукт кој што го развиваме со една банка кој што после нашето имплементирање до крајот на третиот квартал ќе го примени и нашата матична куќа. Така да сме иновативни, работиме и без разлика што сме дел од таа групација, ноу-хауто оди и хоризонтално во двете насоки. Така да сме отворени за да примиме знаење од нив, сепак е нив пазарот за осигурување 10 пати поразвиено. Позрел подамно. Да, од нашиот, меѓутоа и би рекла и сите други пазари учат и од нас, исто како што ние учиме од нив, што е добро затоа што сме присутни во целиот Адрија регион и знаењето може да се
се шерува. И добро што ти од Македонија нешто се развива, па другите Да. го копираат, а не е само еднострана таа размена на знаења. Споменавме дигитализацијата, развојот на вештачка интелигенција. Вие веројатно имате и на компанијско ниво, на групација, некој софтвер кој ви помага да ги менаџирате клиентите, да ги следите потребите на клиентите, бидејќи на крајот на криштата најбажно е тоа, потребите на клиентите да ги препознаете вистинските нивни потреби. Каде гледате дека во следниве 3 години ќе се развие, ќе влијае, да кажеме, вештачката интелигенција конкретно? Дали може да го замени во продажбата, да го замени личниот контакт? Барем во Македонија според мене нема тоа брзо се случи, но дали имате искуства каде што луѓето веројатно веќе само имаат некој глас или од другата страна некој што комуницира дигитално и нема потреба од лично искуство? Па, се работи доста на тие дигитални решенија, дигитални асистенти, помош во продажбата преку некои дигитални алатки, меѓутоа по мене личниот контакт ќе остане незаменлив. Ако погледнеме ве Словенија, Хрватска, кои што се поразвиени во делот на осигурување, иако имаат и доста и поразвиени дигитални алатки, процентот на продажба преку тие дигитални алатки е се уште многу мал. Се уште и во нивните пазари директниот контакт е оној што е клучен за продажба, посебно во делот на животно осигурување, посебно во делот на ваков тип на услуга како што нудиме ние. Ќе се развиваме ние сигурно во тој аспект. Го гледав и претходното интервју со Филомена која што збореше доста за дигитализација и натаму ќе се движи, нели ќе се движи сепак ќе се движи и овој сектор, меѓутоа во следните 10 години верувам дека уште 90-95% ќе биде продажба преку директен контакт. Значи дигиталниот канал го работите, но се уште не е она што добро е да го имате, но се уште не е водечки или главен носечки канал во приходите од продажба. Кои бизнис индикатори, клучни бизнис индикатори ги поставувате како метрика некоја да следите дали продажбата расте во однос на претходната година, дали бројот на изгубени клиенти, ако имате такви истовие во таа метрика за успешност на продажбата? Па, доста податоците се компас, по принцип ги пратиме сите податоци, не се само продажните, него и податоците, односно кои што се однесуваат на позадинските процеси, би рекла. Тука е и тоа дали некој клиент заминал, откупил полиса, што се случува со пазарот, дали преминал кај конкурент. Да, дали добил некоја друга понуда, дали ние можеме да направиме нешто да бидеме поконкурентни. Во принцип, почнуваме од продажба, но би рекла би ги пратиме сите податоци до крајот, до исплата на штета, него мерење на задоволството и клучно е, јас би рекла сите показатели кои ги пратиме или KPI, клучно ние на крај да го измериме задоволството негово. Во продажниот дел, да, од закажување со станоци, cold calling, препораки, користење на базата која што имаме, cross sales, upsells, доста податоци пратиме. Сега и самите системи дозволуваат вие на еден клик со BI да имате се што ви треба за секој поединечно, за секој сектор продажен, за секоја услуга која што ја нудите, за секој да кажам ден, месец, како се движела продажбата, што сме ставиле во план, што било минатата година, што се случувало за време на ковид, како реагирале во тој период клиентите, така да еден голем опфат на податоци, еден голем опфат на анализи, се со цел да ние кога креираме планови, меѓутоа и правиме стратегија која што е долгорочна. Моменталната стратегија што ја креиравме беше 2025-2030. Значи ние мораме сите тие податоци да ги земеме во обзир и се она што се случува, да предвидиме што би носеле идните години, за да направиме стратегија која што на крајот, нели секоја година ние да кажам ја евалуираме, што сме предвиделе во 2024 за во 2030 и што се реализирало и ако нешто не се реализирало, која е причината за тоа? Претпоставам дека тие продажни планови ги правите исто по региони, па дури и по членови од тимот. Дали колку вложувате, дали вложувате во вашата продажна сила, би рекол, во членовите на продажниот тим? Дали имате некој процес на примате нов? Дали имате некој процес на обука месец, 2, 3, каде што го обучувате на овие продажни вештини, чекорите во продажба како треба да пристапи, да идентификува што му треба на клиентот и да му понудите вашето портфолио точно, бидејќи тоа е клучот ако му понудите додека разговарате,
Дали им велите дека повеќе треба да слушаат, помалку да збораат? Имате ли некоја стандардизирана introduction обука за вовед на... Да, ние во оквир на нашата систематизација имаме служба, се вика Триглав академија. Таа академија е токму насочена кон едукација на нашите вработени, постоечки, новите вработени. Имаме еден програм, се вика работно воведување, во кое што секој ден е предвидено со новиот работен што ќе се работи. Таа програма трае од 30 до 45 дена, во зависност како успеал вработениот да ја совлада, со тоа што се почнува пред се, нели, од запознавање на компанијата, запознавање на колегите, запознавање на сите сектори што работат, каде да се обрати, големата слика да имаш. Кога има некој проблем, предизвик, сака да праша нешто, па потоа одиме продажба, продукти, активно слушање, поставување прашања, како да се понуди, како да се затвори продажбата, можеби еден клучен елемент во нашиот дел, затоа што некои анализи покажуваат дека 51% од продажните состаноци завршуваат без заклучување на продажбата. Тоа е стварно висок процент. Доста работиме на тој дел, затоа што тука доаѓа оној страф од не, што ако клиентот каже не, и некако се пробува да се избегне тој момент. Директното прашање, дали би исклучиле? Да, дали би исклучиле, зашто сте заинтересирани, дали сакате денеска да потпишеме договор. Постои тој страф. Посебно би рекла кај оние што се на почеток, што немаат доволно искуство и работиме баш во делот на затварање на продажба. Имаат страф од cold calling, имаат страф од, па би рекла, и закажување на состаноци со блиски пријатели, што ќе им кажат, како ќе им презентираат. Доста се работи на таа едукација и дополнително таа академија, освен што работи со новите вработени, работи и со постоечките вработени. Еднаш во неделата имаат работилници, во кои што интензивно работат на некои проблеми што се јавуваат во делот на продажба, би рекол, во било кој процес, но и колегите кои што се успешни ги раскажуваат своите успешни приказни. И тоа е она споделување на знаење каде што останатите колеги можат да слушнат како тие што се, да кажам, најуспешни во продажбата работат, како они го одвиваат цел процес. Сите продаваме различно, сите имаме различен пристап и добро е да се слушнеме за да научиме еден од друг. Значи правите такви некои годишни каде што се разменуваат искуства и каде што се сваќаат клиентите, односно вработените, дека не се само тие што се соочуваат со тие проблеми на терен и разменуваат искуства како да ги надминат. Каде гледате во следните 3 години дека кои ќе бидат всушност предизвиците со кои ќе се соочува во продажбата на услуги и како веројатно од таа стратегија што имате, планирате да ги надминете? Веројатно ќе имате зголемена конкуренција, пазарот расте, претпоставам, на животно осигурување, што е добро и ви олесно колачот се зголемува, но како мислите, кои ќе бидат најголеми предизвици во следните 3 години, да кажем? Па, она што сега моментално работиме, тоа е регулативата во делот на пензиските ренти, односно во следните 3-4 години ќе дојдат првите пензионери кои што ќе треба да имаат дел од својата пензија преку вториот столб. Тоа се веќе граѓаните родени 67-68 годиште, ако не се смени нешто во пензискиот систем. И сега интензивно и со регулаторот работиме на тие модалитети за исплата на пензиски ренти. Согласно законот, еден од исплаќачите на пензиските ренти се компаниите за животно осигурување и во тој дел треба да се доработи целата таа законска и подзаконска регулатива. Мислам дека тука финансиското знаење околу целиот тој модалитет, кој што се креираше пред околу 20 на години, е на ниско ниво. Луѓето знаат дека имаат втор столб, дека плаќаат нешто, добиваат зелен плик, меѓутоа што ќе се случува понатака, мислам дека не се информирани и ќе биде потребна една голема кампања. Зборувам за целиот пазар, зборувам за регулаторите, каде што ние ќе треба да ги запознаеме граѓаните со нивните можности во делот на пензии преку исплата на пензии од вториот столб. Тоа го гледам како предизвик. Друг предизвик што може би да се јави е доста се усогласуваме со европската регулатива, со надеж дека ќе влеземе во Европска унија и доста од времето би кажала сите ние како сектор губиме во усогласување со таа регулатива, каде што може би ни одзема дел од фокусот продажба, развој, иновации, него и системи, и
продукти и стандарди кои што се воведуваат како да сме во ЕУ и некако би кажала се движиме со едно побрзо темпо и во одреден период можеби одиме и побрзо од она што оделе останатите држави. Да, во регулирани индустрии, како што е вашата дефинитивно со осигурањето, треба да се прати легислативата и да се антиципира што ќе биде во иднина и добро е што работите на тоа. Да речеме, јас имам втор пензиски столб, уште не сум почнал, ама навистина не знам како тоа би функционирало за неколку години кога ќе почне да се исплаќа пензијата и веројатно тука не знаев дека и осигурителните друштва ќе бидат дел од тоа. Кои се по вас е 3 клучни вештини што секој добар продажен професионалец треба да ги поседува за да има потенцијал да се развие всушност во добар продажен професионалец или веќе е добар продажен професионалец? Па, клучна е емпатијата. По мене мора да биде емпатичен за да успее да продаде, посебно да успее да продаде услуга. Помеѓу услуга и продукт, би споменала, не знам, телефон, iPhone. Ние сите некако сакаме да имаме iPhone, излегол нов модел. Меѓутоа, ако станува збор за услуга, посебно од типот на животно осигурување, нема физички. Не може да видите, да, тоа е главна разлика. И за тоа клучно е да биде емпатичен, да успее да ја излече потребата од клиентот и да го понуди она што му треба во моментот. Втора карактеристика да биде упорен, да биде истраен до крај, затоа што таа продажба некогаш трае и трае долго. И ретко се продава нашиот тип на продукт на прв состанок. Стварно тоа се многу ретки ситуации. Втор, трет, четврт, после 6 месеци, после година, во една од книгите на Бран Трейси пишуваше за продавач кој што 3 години пробувал да закаже состанок. Тука ја доста се најдов со, има сличности со нашата продажба, што и кај нас некогаш вие една година пробувате некогаш да закажете состанок со некој клиент. И клучно е да сте истраен и упорен, а од кога ќе закажете состанок, често добивате прво не, второ не, трето не и не треба да се. Ќе размислам, да поразговарам со семејството. Па секогаш има некои други приоритети, дали се тоа годишни одмори сега во моментот, така друга инвестиција некоја. Да. Па после почнува септември, па обрски со децата, почнува школото, така да секогаш има можност клиентот да ви каже, тоа не треба да се откажете. И трета карактеристика што е клучна, па би рекла комуникацијските вештини, еден голем обем, активно слушање го спомнавме, мора да го слушате клиентот што он зборува и во делот и формално и неформално што него му треба. Вие не можете да продавате детско осигурување на некој што нема деца или да продавате, не знам, пакет лојалност за компанија, ако тој работи во некоја мала фамилиарна компанија. Значи, мора да дослушнете што он има потреба, да поставувате многу прашања за да може да ги извлечете информациите од клиентот и на крај да го понудите она што сметате дека е најсоодветно за него. Така да комуникацијски вештини и активно слушање и доста поставување на прашања за крај. И веројатно треба да се подготви пред дојде на состанок, барем да знае кој е од другата страна, дали има деца, дали е фамилиарна фирма и тоа подготовка е често важна. И теоријата вели дека треба да се избалансира емпатијата што споменавте и егото. Видите, ако немате его и самодоверба, па нема да побарате да се заклучи продажбата, ќе си направите убав муавет, ама нема да направите. Ако сте па премногу со его, тогаш ќе направите одбивност кај клиентот. Така да веројатно и тој баланс треба да го има тој што сака да биде добар професионалец, да знае кога да настапи подсврсто, кога да слуша. Да, и личниот став дека продава 85%, 15% знаењето. Значи дали му се допаѓа енергијата на тој што дај. Ако клиентот од другата страна зборува споро, вие зборувате брзо, ќе го исплашите најверојатно. Ако он зборува брзо, вие споро, најверојатно ќе му видите. Ќе чека да завршите. Да, моно, така да многу адаптирање на стилот на клиентот. Да, многу. И тоа може би било адаптабилност да би го нарекле тоа, да можете пошто денеска може да имате 4 состанока со 4 различни индивидуи со 4 карактери, а тој човек треба да се адаптира на сите тие 4 стила. И најчесто така се случува. Имате 4 различни состаноци, сите 4 захтевни во својот дел, и вие со 4 различни приказни би рекла треба да излезете за да бидете успешни, а во нашиот дел
еден ако завршите успешно тој ден е добро, затоа што од тие 4-3 најверојатно ќе се одложат. Ќе нема да биде одма. Нема да биде ќе биде одма. да размислам и така на Да тоа. се видиме повторно за една недела, за еден месец, побарајте ме после 2 месеци, чека нешто, некој бизнис, чека некои инвестиции, така да различни причини има, некогаш и се реални, некогаш би рекло клиентот кажува не во тој момент затоа што се плаши од одлуката на долгорочност, па сака и да се посоветува можеби со некого, така тоа не треба да е само плюс мотив, јас викам кај продавачите за да стане идно да. Тоа е мотивацијата на нашата продажба. Истрајноста е исто ми се допадна како мора да бидете упорни, ако се откажувате на првото не, веројатно нема да бидете успешни во продажбата. За крај, Христина, што би им порачале на оние млади што сакаат да почнат во продажбата, бидејќи продажбата е навистина предизвик и е стресна, баш од причина што вие денеска треба на 4 различни индивиди да се адаптирате, можеби не сте расположени денеска да се смеете, но ќе треба да покажете дека сте расположени. Што би им порачале на младите што сакаат да се вклучат во продажба или кој совет би им го дале што вака од искуство што не може да го најдат така отворено напишано во некоја книга. Иако денес е доста директно да се сите тие книги за продажба ги кажуваат проблемите. Па би им препорачала ако сакаат да работат продажба, тоа да го работат со љубов. Убава е продажбата, колку и ние да сите да дискутираме дали е тешка, дали според мене е убава затоа што сте постојано во комуникација со луѓе, учите на секој продажен состанок, вие учите нешто ново и од клиентот. И продажбата не е спринт, би рекла, таа е еден маратон во кој што вие треба да издржите. Кажав, таа некојаш трае подолго и треба тоа темпо да се издржи, да не се откажувате. По мене е клучно да не се откажувате и кога ќе слушнете можеби 4-5 не. Мојот совет е да не одите да продавате да ја продавате својата услуга, него вие треба да сте таму да кога на човекот ќе му треба вашата услуга да прв момент во тој момент да му текне на вас. Успехот дека ќе се случи на прва, кажав, е ретко, но ако во моментот кога на клиентот му треба животно осигурување или било каков тип осигурување му текне на вас, тоа е успех. Да ве побара и тогаш ќе се случи продажбата. Значи, да не бидете толку оптеретени со тие бројки, со тие параметри кои што на дневно ниво, него едноставно да уживате во продажбата. Ако уживате во продажбата и ако клиентот го види, го осети тоа, и ако го сакате продуктот и го продавате од срце, успехот е неизбежен. Всушност, да не делуваат како продавачи, бидејќи нели кај нас, па и не само кај нас, има некој имидж дека продавачите се обидуваат да ви продадат нешто што не ви треба, туку да делуваат како решавачи на проблеми. Значи тоа веројатно е најдобар начин за како да настапи некој од продажна сила, да настапи како решавач на проблемот на клиентот. Има проблем, вие сте тука да го решите, а не сте тука да му продадете. Да, токму да проба да го советува. Дали советот ќе го припати во кој момент, нели тоа е сепак одлука од другата страна. Без некој пушинг без голем притисок, затоа што меѓу упорност, дали некој упорен или па напорен, мала е разликата. Така. Тука треба да има една граница. Добро, благодарам на убавиот разговор. Се надевам дека и гледачите уживаа во она што го разговаравме и дека нешто научија од она што го разговаравме. Ова беше Христина Џамбазовска Анастасов, извршен директор на Триглав осигурување живот. Верувам дека најдовте нешто корисно во сето ова што го разговаравме и се гледаме во некој друг подкаст. Ви благодарам.